За еден месец во Кривогаштани ќе стартува најновата инвестиција тешка 1 милион евра на компанијата Бакалески промет, која планира да преработува и произведува зеленчук како и сушено овошје. Инаку ова е инвестиција на нашиот иселеник од Америка Целе Петрески, кој потекнува од Долнени. Оваа компанија ќе биде сместена во старото училиште во селото Славеј, каде веќе се инсталирани машините и се прават последните подготовки за фабриката. После 15 август планираме да почнеме со преработка на пиперка. Кои други видови зеленчук и овошје освен перката ќе ги откупувате тука? Освен пиперката ќе откупуваме и зелка, карфиол. За следната година планираме и нешто да отпочнеме со овошје. Во наредната година исто така во план ни е сушен производ и пополека да се развиваме. Каде ќе го пласирате целото ова производство? Целото производство ќе се пласира во Америка, исклучиво за извоз ќе работиме. Во првата година планирале да вработат од 30 до 50 луѓе. Капацитетот на овој откупен центар за старт ќе бил околу 1000 тони пиперки за оваа сезона, а потоа планирале и да се прошируваат. Освен што ќе откупувале земјоделски производи од жителите на овој крај, тие веќе засадиле и сопствени насади на 20 декари со феферони. Инаку на 8 август камен темелник за новиот капацитет, исто за производство на преработка на зеленчук во индустриската зона кај Славеј, треба да постави домашната компанија Доел Стефан, која планира во објектот да вложи 1,5 милиони евра. Со работа ќе започнале од април идната година. Така да за наредната сезона, мада и малку и порано, ќе бидеме готови. А што се однесува до работувањето, значи ние во моментов во текот на самата градба ќе имаме околу 30 невработени кои што дополнително, ако имаме потреба за класирање, односно за преработка на свеж зеленчук, бидејќи не е се уште изградена нашата хала која што треба да се преработува на замрзнатиот зеленчук, ќе имаме лица кои што ни се потребни за класирање, односно за свежа роба која што ќе оди надвор од Република Македонија, тоа значи ќе се движи за европските земји, претежно нешто и за Германија и на руски пазар. Пред неколку дена тука својата инвестиција ја представи компанијата Везе Шари, која зеде под концесија 560 хектари државно земјиште кое што го засади со пченка. Инвестицијата било планирана да биде 3 милиони евра и тука да се вработат 70 лица. Собственикот планирал на овие парцели да отвори фарма за бикови, фарма по системот крава-теле, сушара и силоси, како и кланица. Целото ова производство ќе се користи во нашите капацитети во Тетово. И зрното, и сламата, и месото, затоа што ние имамо потреба во Тетово, исто така имамо биогаз централа, Везе Шари, кокошки, значи за зрно што ќе го користат, месото во преработка на лекер. До сега увезуваме месо од странство, од сега ќе имамо собственото производство, ќе штедимо излив на девизи, значи да останат парите во државата. И на некој начин со тоа на инвеститорите им се вели во ред, земате земја под концесија, плаќате концесија, но треба и да инвестирате и да вработите дел од населението тука. На индиректен начин им се кажува тоа, бидејќи нормално е дека ако веќе мора да инвестираат, после мора да вработат. Ако мора да вработат, од кај ќе вработат? Ќе вработат од луѓето што живеат во околината, во регионот и така натаму. Од општината вела дека овие инвестиции ќе донесат огромен бенефит за целиот регион. Покрај тоа што ќе значи вработување за самото население, развој на самата општина, голем бенефит ќе видат и самите производители, значи на земјоделските производи, бидејќи вакви едни капацитети фактички значи автоматско зголемување на откупните цени на производството, значи на пиперката и на другите земјоделски производи, а додека според Везе Шари, собственикот на Везе Шари, на тој начин ќе значи и откуп на поголеми производи на земјоделски производи од цел регион во општина Кривогаштани и соседните општини. Само овие три инвестиции чинат околу 5 милиони евра, а во нив треба да се вработат околу 200 лица.